Вести на Канал 8, добар ден. 33 жители на општина Кочани се во домашна изолација како мерка за заштита од COVID-19. Градоначалникот Николчо Илиев повикува на одговорно однесување за заштита од коронавирусот. Во врска со актуелната состојба со болеста COVID-19, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев апелира на совесно однесување од граѓаните за да се избегнат несаканите последици. Во повикот стои: 33 жители на општина Кочани се наоѓаат во домашна изолација како задолжителна мерка за заштита од коронавирусот. Повикуваме одговорно и сериозно да се придржуваат кон оваа мерка и да ја применуваат без какви било отстапки. Ги повикуваме сите лица кои претходниот период патувале во високоризичните и средноризичните земји да се самоизолираат. Сите жители да ги почитуваат мерките и препораките од Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Избегнувајте непотребни контакти, не се собирајте во групи, не излегувајте без потреба. Не дозволувајте полициските или медицинските служби да ве опоменуваат поради вашето несовесно однесување. Непочитувањето на препораките за заштита од болеста COVID-19 е казниво. Стои во повикот од градоначалникот Илиев. Зелениот пазар во Виница в среда ќе биде отворен само за продавачите на храна и млечни производи, но дека продавачите на сите останати производи, текстил, обувки, козметика, железарија и друго, кои не се за прехрана, нема да можат да продаваат. Оваа одлука, која е во координација со кризниот штаб, важи за пазарниот ден на 18 март, а продавачите дополнително ќе бидат информирани за следниот пазарен ден на 25 март. Согласно препораките на владата, општина Виница во координација со инспекциските органи и кризниот штаб донесе одлука пазарниот ден во Виница, среда 18 март, да биде отворен само за производителите и трговците со зеленчук, овошје, млечни производи, како и други намирници за прехрана, додека сите останати производи, текстил, обувки, железарија, козметика, украси и се она што не е за прехрана, нема да биде дозволено за продажба. Оваа мерка следува по низата препораки од владата за превенција од ширење на коронавирусот, а пред се заради потребата на граѓаните навремено да бидат снабдени со неопходните намирници за прехрана. Екипи на јавното комунално предпријатие Солидарност ќе извршат преместување на тезгите на одредено препорачано неопходно растојание меѓу продавачите, а до купувачите се апелира на кратко и неопходно задржување на пазарот. Во текот на денот, рано наутро, надлежните инспекцијски служби ќе го контролираат влезот на градскиот пазар и ќе дозволат пристап само на производителите и трговците со храна и млечни производи. Оваа одлука важи за пазарниот ден за 18 март, а за следната среда ќе следува дополнителна координација и информација за тезгаджиите. Од општината апелираат дека оваа мерка е неопходна во моментот заради превенција и заштита на локалното население и спречување на ширење на коронавирусот. И општина Виница, согласно препораките произлезени од одржаниот состанок на кризниот штаб, изврши дезинфекција на улиците и контејнерите низ градот. Покрај улиците, паралелно се врши и дезинфекција на сите јавни институции во општината, како и на градскиот пазар. Согласно препораките кои излегоа од состанокот на кризниот штаб во општина Виница, дел од најавените мерки за превенција од коронавирусот се спроведува во вечерните часови. Екипи на јавното комунално предпријатие Солидарност и на територијалната противпожарна единица извршија дезинфекција со растворен хлор на најфреквентните улици и локации во градот, како и на контејнерите. Се дезинфецирани улиците Браќа Миладинови, Моша Пијаде, дел од улицата Илинденска, улица Маршал Тито, Борис Кидрич, градскиот пазар и автобуската станица. Дезинфекцијата продолжува, а според најавите од директорот на јавното комунално предпријатие Солидарност Александар Трајков, градскиот пазар, како и останатите збирни локации во градот, ќе бидат дезинфецирани почесто. Покрај улиците паралелно се врши дезинфекција на сите јавни институции во општината. Инаку од општините информираат дека веќе може да се поднесе анонимна онлайн пријава за лица кои не ги почитуваат мерките за самоизолација. Според препораките на владата и на Министерството за здравство, секој државјанин на Македонија кој влегува во државата на граничните премини од високо и средно ризичните земји од коронавирусот мора да спроведе заложителна 14-дневна
14-дневна самоизолација. На даден линк само се пополнува анонимна пријава за лица кои не ги почитуваат мерките за самоизолација, а биле во земјите со среден или висок ризик. Пријавите ќе бидат проследени до надлежните институции. Целта е да се биде одговорен спрема околината. Владата ги замразна цените на основните производи, како и на маските и средствата за дезинфекција. И покрај замразувањето на цените, граѓаните на Кочани се пожалија на зголемување на цените во некои од маркетите, како и на средствата за дезинфекција во аптеките. Деновиве се празнат маркетите. Од владата апелираат на разумно купување. Храна има доволно. По зголемувањето на бројот на случаите на заболени лица со коронавирус во Македонија и граѓаните на Кочани не ја кријат паниката која имаат во себе, посебно во делот да не се остане без потребните и основните намирници, па забележани се гужви и турканици по маркетите. Маркетите пак, посебно по големите, го ограничуваат бројот на граѓани кои ќе влезат да пазарат. Откако ќе завршат двајца или тројца, дури тогаш пуштаат следна група. Главно пазарат брашно, квасец, зејтин, сол, шекер, тестенини и тоалет. Но бидејќи пазаруваат количински повеќе, рафтовите скоро во сите маркети беа испразнети. Не е крај на светот, велат од маркетите, и смируваат да не се паничи и да не се прават големи залихи на храна и тоалет, бидејќи намирници и тоалет хартија ќе има постојано. Инаку владата донесе мерки за замрзнување на цените на основните прехранбени производи, на леб, сол, зејтин, млеко и млечни производи, јајца, брашно, месо, тестенини, лекови и дезинфекциони средства. И покрај донесената мерка за непроменетост на цените, сепак некои граѓани се пожалија на покачување на цените во одредени маркети во Кочани, посебно на основните намирници, како брашното, зејтинот, шекерот, тестенините. И исто така се пожалија и на енормно зголемување на цената на средствата за дезинфекција, кои пред состојбата чинеа околу 70 до 100 денари. Сега по аптеките се минимум 150 до 200 денари, а никаде не може да се најде маски. Од Министерството за економија и од владата рекоа дека ќе се замразнати цените на маски, алкохол, ракавици. Постапување на одлуката на сила, контроли ќе има и во аптеките. На состанокот се разговараше и за залихите на основни производи со кои располагаат супермаркетите и дистрибутерите, за контролата на терен од страна на пазарниот инспекторат, како и начинот на работа и на организација на трговските објекти со цел поголема заштита и безбедност на потрошувачите. Како што најави министерот за економија Крешник Бектеши, пазарниот инспекторат ќе врши контроли во супермаркетите дали се почитуваат цените, а граѓаните доколку забележат непочитување на оваа мерка може да пријават на телефонскиот број 023 220 547. Ќе се вршат контроли и во магазините и дистрибутивните центри за да се утврди ситуацијата за можни скриени залихи на основни прехранбени производи. Ротари клубот Кочани Виница се вклучи во проектот за реконструкција на трговскиот центар во Кочани, при што донираше садници за зелените површини околу плочникот. Градежните работи се при крај и преостанува поставувањето на урбаната и комуналната опрема, како и на современото LED осветлување. 80 садници од видот туја беа засадени на парцелите во трговскиот центар во Кочани, како дел од проектот за негова реконструкција. На работниците од работната единица Паркови и зеленило, кои ги реализираат хортикултурните активности, им се придружија и градоначалникот Николчо Илиев, директорот на Водовод Андреј Киров, како и претседателот на Ротари клубот Кочани Виница Венко Лазаров. Инаку новата зелена маса е донација од Ротари клубот Кочани Виница, со што се поздравува гестот за реконструкција на трговскиот центар. Истовремено, Ротари клубот упатува благодарност за соработката со општина Кочани, особено за напорите за засадување што повеќе дрвја во околината. Првичната идеја била оваа акција за озеленување на трговскиот центар да се реализира заедно со сите ротаријанци од Кочани и Виница, но поради актуелната состојба со коронавирусот, претседателот на Ротари клубот истакнува дека ќе ги почитуваат мерките за заштита. Претседателот на Ротари клубот Венко Лазаров истакнува дека ќе ги почитуваат мерките за заштита. Градежните работи за реконструкција на трговскиот центар се на самиот крај, односно престои уште вградување на подните LED светелки и рефлекторите, како и поставувањето на комуналната и на урбаната опрема.
Со реконструкцијата на плочникот во трговскиот центар е опфатена површина од 2800 метри квадратни, при што на местото на отстранетите бетонски плочки се поставија гранитни нелизгави. За целиот проект, локалната самоуправа на Кочани обезбеди 14 милиони денари од општинскиот буџет, при што рехабилитирана е една од најпрометните пешачки зони, а граѓаните добиваат поголема слобода во просторот и нов урбан амбиент. Локалната самоуправа на Кочани го објави јавниот повик за избор на фирма што ќе ги реализира градежните работи за изградба на забавно-рекреативен парк во основното училиште Малина Попиванова. Овој проект го избра граѓаните во рамки на форумот на заедниците, што се одржа минатата година, а за што беше добиен грант од 50.000 швајцарски франци. Општина Кочани ја почна постапката за реализација на проектот за изградба на забавно-рекреативен парк во основното училиште Малина Попиванова. Веќе е објавен јавен повик за пријавување на заинтересираните фирми, од кои ќе биде избран изведувач на градежните работи. Се работи за проект за кој беше потпишан договор за соработка со Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, а со што беше добиен грант од 50.000 швајцарски франци за реконструкција и уредување на училишниот двор. Проектот за паркот во Малина Попиванова ќе се реализира преку Програмата за јакнување на општинските совети, што е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка и се спроведува во 18 општини во државата. Граѓаните кои минатата година учествуваа на форумот во заедницата во Кочани, како најприоритетно го избраа уредувањето на овој парк. Инаку со проектот е предвидено да се уреди училишниот двор, при што ќе биде опфатена изградба на детско игралиште, беседница за настава во природа, амфитеатрално прилагоден терен, патеки, спортско игралиште, забавно-рекреативен простор и игралишта за учениците со посебни образовни потреби. При тоа ќе биде искористена површина од 10.000 квадратни метри, а целта е да се подобрат условите за социализација и инклузија на учениците и жителите од мултиетничка, мултикултурна и различна социјална средина. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми од кои ќе биде избрана најповолната понуда е до 30 март. Избраниот изведувач пак по потпишувањето на договорот со општината ќе има обврска за 3 месеци да ги комплетира поставените задачи во тендерската спецификација. Инаку проектот за јакнување на општинските совети, во чии рамки во Кочани се одржаа 4 сесии на форумот во заедницата, е имплементиран од UNDP во партнерство со Министерството за локална самоуправа и за финансии, како и заедницата на единиците на локална самоуправа, Сдруженијето на финансиски работници и UN Women. Продолжува сликањето урбани мотиви на слободните јавни површини во Кочани. Деновиве продолжи акцијата за цртање мурали на зидот кај атомските згради, што беше започната кон крајот на минатата година. Ликовните уметници, кои пред неколку месеци почнаа да изработуваат мурали и графити на подпорниот зид на улицата Тодосија Паунов кај атомските згради, продолжуваат со работа. Поволните временски услови овозможуваат таму да се создадат нови уметнички креации. Орхан Кјамилов, Иван Шапков, Давид Јосифов и други творци со насликаните дела упатуваат универзални пораки за повеќе љубов, толеранција и грижа за човековата околина. Зидот претходно беше наменет исклучиво за лепење предизборни плакати. Таму се уште постојат траги што сведочат за тоа, а уметниците постепено ги отстрануваат. Со пренамената на зидот од изборно-политичка во уметничка, тие испраќаат порака дека време е да се менува перцепцијата на нештата. Додека работат, велат дека уживаат, иако просторот не е безбеден и едноставен за работа. Површината е голема, а тие ќе се потрудат во етапи целосно да го исполнат и заеднички да уживаат во неговиот редизајн. Според службите за јавни дејности од локалната самоуправа, оваа активност е дел од општинската програма за култура на Кочани, со која се дава акцент на урбаната, односно уличната уметност. Целта е сивите и празни ѕидови во градот да добијат уметничка димензија. На просторот на ѕидот кај атомските згради, што нема да биде насликан во оваа фаза, ќе се работи и идната година. Истовремено ќе се идентификуваат и нови локации за вакви или слични уметнички дела.
Почнувани прогнозата за времето е последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.